На премината старата во новата година вообичаено на програмата на Спортска радио 90,3 може да следите специјални интервјуа за тоа што се работеше, тоа што се случуваше во рамките на Макс спортот. Продефилираа многу видни личности погледнато спортското живење, а во наредните минути во така нареченото новогодишно интервју ќе гостува и првиот човек на Македонскиот олимписки комитет или воопшто на Макс спортот, а тоа е нашиот драг пријател господинот Даниел Димевски. Прво, добре дојдовте на програмата на Спортска радио 90,3. Добре ве најдов, поздрав до вашите слушатели. Имавме еден зголемен интензитет погледнато во 2022. Македонскиот олимписки комитет се соочи со многу предизвици, тоа некаде во почетокот на годината. Ќе стартуваме со централниот настан во олимпизмот, а тоа беше зимската олимпијада во Пекинг. Ние имавме таму и наши представници, имавме можност да видиме што воопшто се случуваше, па еве сега кога веќе полека таа година е зад нас, малку да се подсетиме како го доживеавте тој настан. Па зимската олимпијада е посебен предизвик, бидејќи е настан кој што генерално е многу атрактивен за земјите кои што имаат таков тип на нордиски спортови, а за нас е предизвик бидејќи Македонија географски има можности да развива зимски спортови, меѓутоа сме далеку од она светско ниво кое што го имаат некои други. Затоа се уште, да кажеме, учеството наше повеќе она кувертеновото добро е да се учествува, што во принцип мене многу не ме баш задоволува, меѓутоа мора да бидеме реални дека перформансите на нашите зимски спортисти се далеку од светската елита и се уште се задоволуваме со национални рекорди, со први бодови освоени, со да кажеме добар се оценува пласманот ако е во првата половина од надпреварувачите, така да генерално можам да кажам дека повеќе ја искористивме зимската олимпијада да ја представиме државата дека подстои на картата на зимските спортови. Не успеавме да кажеме дека направивме некој спектакуларен резултат, иако повторно ќе кажам резултатите беа во рамките на најдобрите перформанси на учесниците кои што беа таму. Не следеше еден пех голем, бидејќи нашиот знаменосец Дехари, кој што навистина беше во извонредна форма и очекувавме да го подобри резултатот кој што го имаше некогаш Антонио претходно, а тоа беше 29-то место во слалом. Мислевме дека има моментум тоа да биде уште подобро, бидејќи Дехари беше навистина во одлична форма, одлично беше спремен, но се случи тој пех на последниот тренинг да тешко се повреди, значи скина преден вкрстен лигамент и едноставно и за него остана тој сон неостварен, а за нас остана еден хендикеп, бидејќи навистина беше спремен да направи добар резултат. Сега, ако таму одевме со кубертоновата, значи да се учествува, многу подоста некаде кон средината на годината, пак избивме во преден план со организацијата на еден голем настан, кога ни дојде и првиот човек на олимпиското движење, тоа е господинот Томас Бах. Мислам дека тоа вреди да се потенцира. Дефинитивно, значи таков самит на светската елита административна, значи од првиот човек на светското движење на Меѓународниот олимписки комитет Томас Бах, кој што беше 4 дена наш гостин, значи па сите што беа тука не паметат дека некаде се појавил повеќе од 2 дена. Веројатно имавме таква харизма да го измотивираме да потроши кај нас 4 дена, да организираме еден фантастичен настан, а тоа е годишното собрание на сите европски олимписки комитети, кој што беше придржан иште со дополнителни 2 настани на управниот одбор и на извршниот одбор. Практички се што е вредно во раководството на светското и европското олимписко движење застапено од председатели, генерални секретари, спортски директори беа во Македонија. Имавме фантастична презентација на државата, кој што го искористивме максимално. Не само што добивме максимални оценки
за сработеното, не само што направивме одлична промоција на државата како спортска дестинација која што може во иднина да ја капитализираме низ организации на повеќе ивенти кои што ќе се случува токму во Олимпискиот центар Јане Сандански, кој што ние сега веќе успешно го стопанисуваме, туку сето тоа практички ни даде шанса и да се прикажеме лично, значи нема да видам премногу скромен да не кажам дека лично јас добив прилика не само да бидам максимално испочитуван и истретиран, него за сето она што го промовирав како идеи за развој на олимпизмот генерално и сите оние маркетинг програми кои што веќе во некое минато време ги развивав како висок функционер во ФИБА кошаркарската организација, најде на фантастичен прием, да јас веќе добиам автоматски веднаш функции председател на маркетинг комисијата на Европскиот олимписки комитет, на Медитеранскиот олимписки комитет, што значи дека и сето тоа крунисано со највисокото лично признание кое што го доделува председателот Томас Бах на истакнати членови кои што го промовираат олимпизмот, а тоа е престижното председателско признание кое што се вика The Olympic House, во превод Олимписката куќа. Така да, сума сумарум, одработевме еден фантастичен настан и можам да кажам дека веќе сме етаблирани како сериозни организатори и како луѓе, како тим кој што навистина може да испорача квалитетни резултати во спортот и едноставно имаме рейтинг во куќата онаков како што доликува. Сега, има еден момент што доби на интензитет во 2022, а тоа е родовата еднаквост. Интернационалниот олимписки комитет го спроведе тоа, многу светски спортски организации и тука нормално и Македонскиот олимписки комитет го држи чекорот. Тоа е, да кажеме, еден водечки тренд во моментов. Знаете, на неколку години континуирано се случува да одредена тема се наметне како клучна и неколку години таа тема е прилично високо застапена во агендата на сите глобални светски организации, вклучително и спортските, и тоа е една тема која што ние, ќе кажам, со задоволство ја работиме веќе 2 години. Можам да кажам дека имаме добри резултати, дека се промовира неколку нови авторитети, женски, кои што ни фалат во организацијата. Ја подигнавме максимално свесноста ни сите проекти кои што ги реализираме, а воопшто не се малку на број. Во моментов се 5 активни проекти кои што се токму базирани на родовата еднаквост и мислам дека како тема веќе стана општо прифатена помеѓу спортските работници, дека тоа е една тема која што навистина носи благодет на сите кои што сме во организацијата, не само на женскиот дел од популацијата, напротив, сите профитираме и мислам дека сме на добар пат практички да се избалансираме во некој догледен период од 2, 3, 4 години максимум, да стигнеме до тој баланс посако. Имаме еден фантастичен настан кој што се вика Златна Олимпија, кој што се еве 2 година поред го повторуваме, кој што настан не само што ги слави резултатите во женскиот спорт, туку и подсетува на фантастични достигнувања кои што сме ги имале во минатото и едноставно е еден одличен гала ивент, бидејќи самата организација, самата локација и сето она што го е навистина го заслужува епитетот гала ивент, еден ивент кој што навистина на женските спортисти им дава достојна сцена да се представат и надвор од спортскиот терен. Олимписка лабораторија борба со допинг. 2 значајни точки и кои што максимално зема активност погледнато Македонскиот олимписки комитет, на некој начин тоа што се очекуваше практично и се реализира. Беше ли тешко? Па тоа е можеби и клучниот проект каде што беше и моето предизборно ветување високо на агендата, дека ќе имаме вистинска функционална лабораторија за врвни спортски перформанси. Тоа е нешто што малку олимписки комитети има таа привилегија. Ние успеавме токму во соработка со Меѓународниот олимписки комитет, лично со фондацијата на Томас Бах, со Европскиот олимписки комитет и други помагатели да ја врземе финансиската конструкција и да го реализираме тој проект и сега да се пофалиме дека имаме таков инфраструктурен објект каде што никој во регионов го нема, а
дополнително да кажам дека тој веќе е активен, значи не е само еден проект кој што убаво изгледа, звучи, меѓутоа не функционира, тој веќе произведува први тестирања. Во моментов се тестираат повеќе од 80 деца до 16 години, значи по една репрезентација од сите колективни спортови, значи кошарка, фудбал, ракомет, одбојка, како пилот проект. Планот ни е сите репрезентативци да влезат во програмата и секако најталентираните репрезентативци од сите индивидуални спортови. Ова е едниот дел, вториот дел во истиот момент се вршат тестирањата на нашите олимписки стипендисти, значи тоа е шлагот, круната што во моментов имаме нашите 7 стипендисти, претенденти за олимписки медали, кои што практички се тие кои што ни се и првиот фокус, меѓутоа сето тоа нема да застане овдека, значи континуирано ќе тече процесот, бидејќи едно тестирање не е целта е тоа да биде континуитет, целта е да се врши, да се агрегира дата на податоци, бидејќи вистинските параметри и вистинските информации ќе ги добиеме тогаш кога веќе ќе врземе 3-4 тестирања на спортист во континуитет. Вториот таргет ни е да паралелно ги обучуваме, бидејќи тестот како тест не е крајната цел. Тестот како тест е средство, е индикатор како да го преточите низ конкретни вежби и практики на тренинг до врвен спортски перформанс. Значи, вториот дел веќе интензивно работиме како тренерите да ги обучиме, да ги консумираат овие резултати и да ги преточат во врвен спортски перформанс. Така да сето тоа кога веќе ќе профункционира, а 2023 е токму година посветена ова на вистина да профункционира, со главен таргет плодовите да ги жнееме на идните Олимписки игри во Париз 2024. Тука нека да се една музичка нумала ќе направиме премин во вториот дел од емисијата или од новогодишното интервју со првиот човек на македонскиот олимпизам, господинот Даниел Димевски. Со Даниел Димевски, прв човек на македонскиот олимписки комитет во првата половина за неколку значајни настани што беа 2022 реализирани. Продолжуваме сега со нешто што ќе биде веројатно и многу актуелно и во 2023, а тоа е спортот денеска. Финансискиот менеджмент имаше еден самит на кој што бевте присутни. Од таму произлегува многу заклучоци. Верувам дека сето тоа некаде ќе треба да се стави на хартија и вие како главна спортска куќа практично во државата да тргнете со одредена реализација. Има ли планови за такво нешто? Олимпискиот комитет е многу активен на ова поле, значи ние сме, да кажеме, застапници дека сакаме преку нас вистинските информации и проценки да стигнат до ушите на оние кои што ги креираат и водат политиките во државата. Значи, ние бевме гласен учесник на секој еден настан, вклучително и самите што го споменавте. Ние бевме организатори на еден дополнителен настан кој што беше со малце побомбастично име, беше дневен настан каде што практички се слушнавме и се артикулиравме сите спортски федерации, истакнати спортисти, клубови и сите оние што се битни чинители во спортот визави промените кои што се најавија и се случуваат во моментов во креирање на државната политика, да успееме да допреме до државните органи кои што ја консумираат таа програма, да разберат колку е важно да опстане ваучерскиот систем, бидејќи истиот во последните 3 години даде фантастични резултати. Ако разговараме за број на учесници во спортот, имаме 30% зголемен број на нови учесници, значи во превод деца. Ако зборуваме за број на регистрирани клубови, имаме повеќе од 20% на ниво на држава регистрирано клубови. Ако зборуваме за број на регистрирани женски клубови, имаме 60% зголемен број на женски клубови. И ако сето тоа е недоволно да државата свати дека ова е најбитната работа,
мислам дека сме на погрешен пат. Ние се соочивме со една ситуација да слабостите кои што ги покажа ваучерскиот систем, а сите се лоцирани во државниот орган што ја спроведува таа реформа, односно недостаток на контрола, недостаток за наменско трошење на средствата, недостаток за одредени девијантни појави кои што се случуваат од неодговорни поединци, слободно ќе ги наречам спортски профитери, ни се случува да неколку такви случаи ни креираат негативен имидж, а токму тој што треба да ги отклони, бидејќи ние имаме еден куп државни органи задолжени за тоа, да не може да се пофали дека за сите овие 3 години имаат барем еден случај процесуиран. Значи, ни се случи да тоа да веќе имаме најава и предпоставам дека ваучерите од следната година нема да функционираат. Имаме најава дека државата ќе помогне на тој начин што веќе нема да мораат имателите на ваучер да бараат партнер во стопанството кој што ќе им ги уновчи, туку државата директно ќе ги уновчи самата. Тоа вака звучи многу убаво, многу ефективно, меѓутоа јас бидејќи сум креатор на таа реформа, должен сум да посочам на евентуалните опасности кои што токму следат пред нас. Првата и најсериозна опасност е ние веќе го избришавме членот кој што овозможува да се добие ваучер, а нова законска регулатива не донесовме. Многу ме плаши дека, бидејќи знам со какви маки имавме додека имплементиравме првата реформа, многу ме плаши дека сега ќе влеземе во тие собраниски лавиринти и ќе ја чекаме новата формулација месец, 2, 3, 6, да не кажам цела година, а за целиот тој период спортот ќе остане како риба на суво. Втората опасност што и те како ме плаши, значи ние бевме сведоци дека државниот ревизиски завод за ревизија, со катастрофално лоши оценки ја оцени работата на Агенцијата за млади и спорт по сите перформанси. Значи нема една точка што е оценета како успешна, а најжесток беше извештајот токму во недостаток на контрола на механизми и на критериуми при распределба на средства. И се замислите сега, значи од органот кој што е оценет како најпроблематичен, вие уште го наоружувате да дополнително располага и да распределува средства за кои што дефинитивно сме утврдиле дека нема никакви механизми тоа да го спроведе. За мене тоа беше прилично нелогичен потез, меѓутоа еве затоа сме ние тука да посочиме да инсталираме некои заштитни механизми и колку што е можно да превенираме ваков тип на ситуации. И третата работа што мене ме загрижува и сум должен во името на спортот да ја соопштам, живееме во едно максимално исполитизирано општество, кај што се е политика и многу тешко искачаме од тоа прилично непријатно клише кое што е кај нас, од каде си, чив си и како си, и се замислите, бидејќи кај нас така е поставен органот на управа која што раководи со спортот, тоа е Агенцијата за млади и спорт, како политичка функција, бидејќи е дел од партиските, да кажеме, преговарања, договарања, вклучително и директорската функција на таа организација. Замислите сега кога тој партизиран принцип ќе се пренесе и на спортот. Па сега, колку сите ние што сме консументи ќе се чувствуваме комфорно ако директорот е од една партиска провиненција, а клубот или спортистот е од контрапартиска провиненција. Значи јас тоа го гледам како едно потенцијално поле на сукоби кои што можат и како да му наштетат на спортот и на имиджот што го има спортот како место кое што треба да биде
растеретен од политика и место каде што сите треба да бидеме еднакви и исклучиво спортскиот перформанс и резултат да биде гаранција дали некој ќе биде помилуван од државата со повеќе средства и поддршка или не. Во секој случај Македонскиот олимписки комитет со тоа што располага како финансии, нели, ги форсира и сите активности на спортистите. И сега веќе 2023 има убав настан, тоа се Европските игри во Краков. Вие сте дел од комисијата или организацијата, веќе речеме, да не, бидејќи има многу функции таму поделено, ќе се подготвуваме ли посебно за тоа? Каква е идејата? Колку ќе имаме надпреварувачи? Па Европските игри во Краков се извонредна можност за некои од спортовите, бидејќи 18 спортови што се на програмата се квалификацијски, односно се некаде директно се остварува норма, некаде се добиваат бодови за пласман за Олимписките игри во Париз. Тоа е една голема мотивација, што значи дека во овие 18 спортови ќе го имаме европскиот крем на спортисти. Тоа значи дека ќе биде настанот многу атрактивен, ќе биде интересен, ќе биде предизвикувачки за сите нас и ние како Олимписки комитет ќе пристапиме со максимална поддршка на сите федерации спортисти што ќе учествуваат таму. Мислам дека имаме доволно време да сето тоа го направиме како што треба. Сите наши спортисти веќе се, да кажеме, фокусирани на тој настан. Мислам дека голем дел од нив веќе и го вклучија во нивниот календар за надпревари токму тој настан и мислам дека ќе направиме добри резултати. Впрочем, тоа ќе ни биде еден добар лакмус за сето она како се движат нашиве во пресред на Париз веќе следната година. Така, Париз 2024 е сега во преден план за сите наши олимпици, олимписки кандидати. Не радува што еве дел од нив успеа да дојдат до одлични норми, се на чекор до исполнување, нели за додати директно. Тоа само подразбира дека ќе имаме нови успеси, како што беше последниот медал што го донесовме од Олимписките игри. Во секој случај Македонскиот олимписки комитет, предводен од диригентската палка на Дано Димевски, продолжува, верувам, со пеколно темпо и во 2023 година. Јас благодарам. Јас ќе се тука само би сакал да не испуштиме еден сериозен успех кој што беше, а тоа беше медитеранските игри, бидејќи на медитеранските игри ние успеавме да освоиме исто така 3 медали, вклучително еден златен од нашиот златен борач Шануров. Значи се наметна борењето заедно со таеквондото како едни од спортовите каде што очекуваме одлични резултати. Значи се пееше македонската химна, се видовме на пиедесталот како тоа убаво изгледа. Тоа е сепак една прилично респектабилна манифестација која што беше минатата година добро испратена од нас, една огромна делегација. Значи ние бевме со 138 луѓе присутни таму, значи само кога ќе видите бројката, прилично тоа изгледаше импозантно, значи самото отварање една река на спортисти кои што продефилираа, воопшто не беше лесен настан за организирање, бидејќи се работи за една дестинација тешка за организација, тоа е Алжир и градот Оран. Меѓутоа се помина на извонреден начин. Таму тестиравме што значи дел од опремата што ние поседуваме е мобилна, токму за овие перформанси кои што ги спомнавме претходно. Дел од таа опрема носевме со нас и беше на располагање таму. Веќе се надградивме не само со искуство, него со уште неколку дополнителни апарати, така да верувајте ми, каде год ќе оди селекцијата на македонските спортисти, сетапот што ќе го има и цела логистика нема ни за влакно да биде послаба од шпанската, германската, руската или било која селекција, бидејќи барем од тој дел ние ќе бидеме апсолутно еднакви. Така, тука некаде само да ви пожелам среќни новогодишни и божични празнувања и секако многу успеси како на професионален, така и на приватен план. Ви благодарам многу, вие сте многу вреден партнер на Македонскиот олимписки комитет, зошто бидејќи секогаш имате време и внимание да ги слушнете нашите видувања, секогаш сте вреден и внимателен партнер каде што промовирате резултати
кои што тешко некогаш наоѓаат простор во другите медиуми и навистина богатство е за македонскиот етер да има ете вака специјализиран медиум радиски. Можам да ви посакам многу успех во следната година, да бидете уште поуспешни, повеќе да бидете слушани, а сите ние да се засладиме со повеќе добри резултати кои што ќе бидат атрактивни за вашите слушатели. Така стекна нова година. Благодарам, среќна нова година и на вас и на сите ваши